Амар Мециновиќ, кандидат на левица за градоначалник на Скопје. Политиколог и активист за социјална правда, член на президиум на левица како највисоко раководно тело и портпарол, одговорен за комуникација со јавноста преку медиумите. Од почетокот на 2022 година избран представник на народот како член на Советот на град Скопје. Во рамки на еден турбулентен мандат за градот, заедно со советничката група, заложбите биле и се базирани на социјална платформа, заштита на работничките права, јакнење и проширување на јавните капацитети кои ни се отуѓени и еколошки свесна политика. За себе вели дека е дел од генерацијата која нема избор, освен да стане политички активна. Израснавме прилагодувајќи се на се помалку и на се полошо од година во година. Каква е таа слобода на индивидуата со која не убедува дека сме на прав пат кога сведочиме како безброј наши другарки и другари се иселуваат, а на оние кои остануваат потенцијалот и среќата им згаснува поради економската неравноправност. Мотивот на Амар Мециновиќ и левица е суштински, искрен и црвен. Време е млади и честни луѓе да ги изфрлат од институциите до траените квази политичари. Тие 33 години ја докажуваат својата колосална неспособност, а ги амнестираат крадењето и корупцијата. Доста е. Левичарски вредности во кои тој верува: единство, борба, човекољубие. Дали имате испланирано што ќе направите во првата недела ако ги добиете изборите во Скопје и станете градоначалник? Па прво, пред се, во иницијалниот момент да прославиме ослободување на Скопје од ВМРО, ДПМН и СДСМ после неколку децени заложништво на скопјани под нивните интереси, а откако сето тоа ќе го абсорбираме, кога ќе паднат импресиите после првиот ден, одма веќе треба да се симне градоначалникот и градските власти во самите предпријатија, да се поразговара со сите вработени во предпријатијата и да се подобрат условите за работа, затоа што, за разлика од моите против кандидати кои најавуваат тегнење за уши на работниците во првите 72 часа да чистат тоа што тие го направиле во изминатите 4 години, тоа е нереално, а ние планираме со самите предпријатија да се сретнеме и да направиме акциони планови кои ќе го средат градот. Секогаш кога се зборува за чистење на градот, кога се зборува за поправање на дупки, ние тоа сега го зборуваме како да треба од Господ да падне, а не работниците на овие предпријатија да го направат, така да работниците на предпријатијата се душата на градот, душата на предпријатијата и треба да им се посвети веднаш внимание во првата недела, да се разговара со нив, да се подобрат условите за работа и да тргнеме конечно во насока на санирање на сопствениот град. Што е вашето решение за сообраќајниот метеж? Метежот е продукт на тоа што јавниот превоз е колабиран. Во Европа имаме примери со многу поголеми градови, со многу погусто населени градови кои функционираат на многу поефикасен начин отколку Скопје. Тоа значи дека Скопје не им нуди на своите граѓани алтернатива освен да се возат со автомобили. Значи, ако ја земеме реалноста дека за еден простичен скопјанец кој треба да стигне на работа, па многу пати скопјани работат и по две работи. Значи, тоа се луѓе кои завршуваат со една смена, треба да отидат во втора смена. Потоа имаме средношколци кои треба да дојдат на часови на време. Имаме секаков вид на професии кои изискуваат нашите граѓани да дојдат на време и сите тие мораат да се возат со автомобили, затоа што нашиот јавен превоз не може да се ослонат граѓаните на него и да рачунаат дека секаде ќе стигнат на време. Значи, скопјани моментално немаат алтернатива на своите навики за користење на автомобил. Кога ние како градска власт би им понудиле на скопјани конечно еден ефикасен и ефективен јавен превоз, тогаш тие најлогично би го користеле него, наместо да плаќаат за бензин, наместо да бараат паркинг, наместо да се гужваат во метежот за кој зборуваме, тие едноставно би имале еден ефикасен јавен превоз со кој би можеле да дојдат на местото каде што сакаат. Значи, во СИЖ двете главни решенија за сообраќајниот метеж прво е стимулирање на јавниот превоз, тоест окрупнување на капацитетите на јавен превоз, за понатаму и конкретна санација на некои точки во градот преку кружни текови, преку сообраќајни решенија со ефективен јавен превоз и со нудење на сообраќајни решенија. Ние на скопјани можеме да им го олесниме шпицниот период од секој ден.
Најактуелен проблем во последно време се Вардариште и Дрисла. Дали имате конкретни предлози за решавање на овие депонии? Комуналните предпријатија во изминатите 4 години особено, но и предходно, тие се водат кон колапс намерно за да се оправда нивното приватизирање. Значи, премиерот Христијан Мицковски веќе на 10 септември оваа година најави дека ќе има приватизирање на комуналните предпријатија преку јавно-приватно партнерство и тоа ни ја обелодени вистината за овие комунални предпријатија во минатите 4 години, а особено ако земеме предвид дека Дрисла е единственото профитабилно предпријатие на град Скопје, единственото предпријатие кое не е загубар и кое нема баснословни долгови, тогаш ќе сватиме дека преку приватизирање на ова јавно предпријатие град Скопје ќе го изгуби единственото продуктивно предпријатие. И можеме комотно да ставиме клуч на град Скопје и да му го предадеме на Христијан Мицковски да биде градоначалник како што и сака, но еве можеме и официјално тоа да го направиме така да за вашите гледачи најбитно е да се свати дека ако не ставиме крај сега на приватизирањето на град Скопје, следно ќе биде ЈСП, следно ќе биде Водовод. И се ќе ни приватизираат. Веројатно во 90-тите кога првите приватизирања се случувале со Ристо Пенов, многу граѓани на Скопје биле загрижени за тоа приватизирање, велеле не може, како може ова да се случи, ама гледаме дека низ децениите, како поминува времето, ние сме буквално дојдени на последните капацитети на град Скопје и не смееме да дозволиме нивно приватизирање. Нашиот план напротив е окрупнување на јавните предпријатија, нивно зајакнување, раскинување на криминални договори кои ги испумпуваат парите на предпријатијата во џебови на приватни фирми кои се блиски до политичките партии, така да за комуналните предпријатија предвидуваме зајакнување кое потоа ќе биде комплементарно на нашите решенија за дивите депонии. За крај сакам да искоментирам дека депониите во кои ние се гушиме во Скопје повторно не се паднати од небо, значи ние имаме депонии кои буквално ги хранат камиони на општина Газибаба, на општина Бутал, каде што се ВМРО-вски градоначалниците. Тие сакаат да создадат чувство меѓу народот дека Дрисла не функционира, дека КХС не функционира и само можеме да се спасиме ако ги приватизираме предпријатијата и некои од нивните партнери, другари, пријатели да се обогати. Какви ви се плановите да го исчистите градот и за време на вашиот мандат да остане чист? Па може би да им купиме метли на луѓето кои треба да го чистат градот, значи толку е прост одговорот. Треба да се зајакнат капацитетите на предпријатијата. Тие предпријатија кои на нас треба да ни го чистат градот, едноставно се оставени во руинирана состојба, тие работници немаат услови за работа, немаат механизација за да излезат на терен и да се извршуваат работата, така да одговорот е многу прост. Силни предпријатија кои ќе одговараат на потребите на граѓаните и кои ќе можат да ги дадат вистинските услуги. Така да одговорот е прост, зајакнување на комунална хигиена Скопје и едноставно создавање на едни нови услови за Скопјани каде што сите ние ќе живееме во град кој е чист, а не град кој се преплавува во смет. Имате ли идеи и конкретни решенија да ги направите да бидат на вистина во функција на граѓаните и жителите на Скопје конечно да видат аир од работата на овие јавни предпријатија? Ова е многу битно прашање и повеќе слоен треба да биде одговорот, затоа што ајде да почнеме од самиот почеток, а тоа е дека нашите јавни предпријатија досега се третирани како банкомат карти на владачките гарнитури. Ние имаме пример еден, можеби најексплицитен во град Скопје, а тоа е со рекламниот простор на автобусите на ЈСП. Значи, нашето јавно предпријатие за сообраќај ги има најатрактивните рекламни простори во Скопје. Тоа се рекламните простори кои се наоѓаат на автобусите и вие замислете, значи ние имаме рекламен простор кој оди од Ѓорче Петров до Ново Лисиче, го поминува центарот на градот и со тој простор не стопанисува ЈСП, туку стопанисува приватна маркетинг агенција Маратон, иако ЈСП има статутарна можност да извршува дејности на маркетинг агенција. Ние сметаме дека во нашите предпријатија има умни, креативни луѓе кои си ја знаат работата и доколку на нив им се предадат овие обврски, тоест обврската во самото предпријатие да се формира
тим кој ќе работи како маркетинг агенција во самото предпријатие, тогаш не ни требаат скапи криминални договори како овој со Маратон, тие треба да се раскинат и сите приливи кои треба самото предпријатие да ги добие во целост. А нашите предпријатија трошат многу пари на снабдување со електрична енергија. Значи мораме да потенцираме дека моментално нашето законодавство, тоест законодавецот во апстрактна смисла има предвидено дека за снабдување на струја за јавните предпријатија на тендери може да се јавуваат и приватни снабдувачи, па така например водовод и канализации секој месец дава 20 до 25 милиони денари на приватен снабдувач од Струмица, кој е близок до еден политичар проминентен од Струмица. Град Скопје треба да ја произведува сопствената електрична енергија која троши и така неговите трошоци ќе се намалат речиси на нула за трошење на електрична струја, а не ние да им поклонуваме судбини во Дубај на електроснабдувачите на град Скопје. Бездомните куќиња се сериозен проблем во Скопје. Решение за тоа сигурно имате, ако сакате да ни го откриете. Првично мора да се потенцира дека треба општините да ги вратат долговите кон Лајка и ние ќе апелираме да бидат вратени тие долгови, затоа што едноставно никој ништо не ги плаќа на Лајка во изминатите 4 години. Лајка треба да се консолидира финансиски и ние сметаме дека треба да бидат отворени уште 2 стационари за куќиња, еден во општина Буталка и реката Серава, каде што сега моментално имаме просто дива депонија. И вториот би бил на локација во Ѓорче Петров и со тоа би се зголемил за 2 пати, тоест не тројно, извинете, би се зголемил капацитетот за на јавното предпријатие Лајка и во моето скромно мислење, ама сепак јас не сум поединец, јас имам тим позади мене кој размислува на овие теми, по тоа што јас го знам моментално е дека се што треба да се направи на краток рок е да се окрупнат капацитетите на Лајка, да се создадат нови стационари каде што ќе може нели да се стационираат сите тие бездомни куќиња, а понатаму низ работата на експертите кои би работеле на оваа проблематика, може би дошли и до некое подолготрајно решение. Главните градови во регионот издвојуваат сериозни буџети за младите и спортот. Дали сте размислувале градот, ако има можности да ги зголеми тие градски субвенции? Ние сме, например, во регион кој има спортски успеси. Државите околу нас имаат спортски успеси, Србија има спортски успеси, Хрватска има спортски успеси, Словенија, Босна и Херцеговина, дури Грција. Значи, овој регион навистина има спортски успеси, тоа и ни покажува дека нашите млади спортисти, веројатно кога би имале вистинска институционална поддршка, би можеле да ни носат успеси и радост, како што луѓето во соседството имаат со нивните спортисти, така да апсолутно треба да добијат поддршка од градот, но тоа значи окрупнување на просторите и инфраструктурата која се однесува за нив. Треба да се обноват старите сали кои се претворени во магазини. Например, ние имаме во Чаир пример со салата Партизан, некогашната гордост на Чаир, каде што разни спортисти од разни спортови можеа да вежбаат и да се надоградуваат во тие простори, но тие простори се оставени на заборав. И крајно треба да се поддржат веќе постоечките настани, да се промовираат, например како настанот Скопски маратон, кој не става на мапата на регионот, на континентот, на светот во тие денови во кои се одржува. Треба да се поддржат брдско-ридските трки со велосипеди на водно. Матка е таков диамант кој ние го имаме. Јас мислам дека дури не сме свесни. Другите градови воопшто немаат такви природни убавини толку блиску до центарот на градот. Значи ние треба да го средиме просторот околу Матка. Меѓу другото ќе го спомнам моето омилено место на Водно, тоа е вториот највисок врв на Водно, тоа е Кота. Малце не е многу позната за обичните скопјани, ама е позната за секој планинар во Скопје, затоа што тоа е можеби првиот врв каде што сме се качиле, а да не бил нели крстот. Ние треба да бидеме европска престолнина на културата во 2028 и треба да се спремиме за тоа. Просто како ќе се спремиме со зајакнување на културните институции кои се сега постоечки. Кога ги гледам моите против кандидати, па као тие да се уметници, па ми кажуваат ќе направам ваков настан, таков настан. Дај им ти на уметниците можност, тие ќе формираат програми и ќе направат настани и време е културата се врати на уметниците, а не да се крои во штабовите на партиите, затоа што до
по тој памет овде сме дојдени, нема резултати и меѓу другото на нас би ни било навистина жал доколку не се реконструира и не се направи нова универзална сала. Скопје со години е претворено во градежна зона. Има многу предлози во кој правец да се шири, меѓутоа целта е да се задржат зелените површини и овие населби што ги имаме. Имате ли вие некои конкретни предлози за тоа? Како лаик, може би мојот рефлексен одговор би бил да, треба да се шири, ама тоа треба стручната фела да ни го даде тој одговор, не треба јас да го дадам тој одговор и меѓу другото сметам дека во Скопје има неверојатен човечки, научен, институционален потенцијал кој може да ни го скрои градот по наша мерка, но веќе со децении кој ни го крои градот, ни го кројат градот инвеститорите на фирмите кои градат, заедно со нивните партии од политичките партнери од политичките партии, едноставно ние со децении градот им го подаруваме како нивно игралиште, каде што тие ќе си цртаат парцели, ќе си прават што сакаат, но сметаме дека веќе не смее да биде тоа случајот, затоа што град Скопје го носи генералниот урбанистички план, според кој понатаму се цртаат деталните урбанистички планови. Моментално ГУП-от или генералниот урбанистички план е веќе задоцнат во своето носење според предвидената рамка за носење на нов ГУП, така да најверојатно во новиот мандат би се донел тој нов ГУП и ние сметаме дека тој нов ГУП не смееме да дозволиме повторно истите фирми да ни го скројат кои се блиски до ВМРО, ДПМН и СДСМ, затоа што позади моите против кандидати од големите партии стои урбаната мафија. И тоа најодговорно го тврдам и тоа можеме да го негираме само ако се правиме лути. Каква ќе биде вашата кампања? Ние сме многу задоволни со нашата кампања, затоа што нашата кампања не е фокусирана на посочување кон прст цело време кон нашите политички противници, иако субјективно ние можеби да сметаме дека тие се најголемите виновници за се. Јас лично не се замарам со обвинувањата и препукувањата кои ги носи секојдневната политика, кои ВМРО ДПМН ги иницира во најголема мерка. Тоа што уште пред самата кампања сакав да го постигнам е тоа да му дадеме на овој народ, да му дадеме на скопјанецот надеж. Нашата кампања успеа да го крене духот на скопјанецот во некоја мерка, да покаже дека доколку се насочиме кон платформа за јавен интерес наместо приватните интереси кои не владеат, дека едноставно можеме да дишеме, можеме да создаваме и можеме крајно да живееме во еден град кој повторно ќе го сакаме затоа што не тераат да имаме резигнација кон сопствениот град. Можете ли да ни кажете нешто приватно за вашите што граѓаните на Скопје би требало да го знаат за вас како еден потенцијален или градоначелник на Скопје? Целиот живот го имам поминато во Скопје, советник бев во овој мандат, потоа и бев пратеник и мислам дека имам еден типичен живот на скопјанец од моите генерации, дека младите скопјани се поистоветуваат со целава оваа наша приказна затоа што е искрена и затоа што е продукт на тоа кое нашата генерација го гледа и го мисли. Инаку најголемиот дел од слободното време го поминувам на планина, ама многу. Значи од април до август имав 13 експедиции планинарски, тоа значи дека речиси секој викенд сум на планина. Првиот викенд после победата или евентуално вториот круг во град Скопје, првиот мој слободен викенд би сакал повторно да го поминам на планина.